Добар ден. Почнува првата од 15 последни емисии на Фактор здравје за оваа четврта сезона, или конкретно кажано ќе се дружиме уште 3 седмици до 31 јули. Од септември повторно ќе продолжиме со новите изданија и теми во Фактор здравје во нашата петта сезона. Но да се вратиме на она што денеска е актуелно, а е поврзано со темата што ви ја нудиме, а е насловена ултразвук во бременост. Денешната тема повторно ќе ја обработиме со приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција, плодност од Битола. Од тимот на плодност од Битола и денеска имаме уште едно референтно лице, а за начините за комуникација со плодност од Битола ќе ви информирам во текот на емисијата. И кога зборуваме за биолошки потпомогнатото оплодување или инвитро, знаете дека двајцата партнери пред почетокот на ова оплодување, како што вели и сопственикот на оваа институција Плодност од Битола, доктор Таше Трпчевски, треба да имаат силен и здрав имун систем. А кога зборуваме за овие две компоненти на имуниот систем, знаете дека наша препорака е најсилниот антиоксиданс G132+ Natural, кој што е моќна и единствена природна јапонска формула која што ви обезбедува здрав и сигурен живот. И не само во однос на инвитрото, G132+ Natural можете да го пиете како превенција и како потпомогната аѓувантна или дополнителна терапија на вашата медикаментозна терапија. 15-дневна терапија со G132+ Natural ќе ве чини 1100 денари во колку што чини еден блистер и токму овој антиоксиданс е достапен во сите аптеки низ државава. Уште еднаш добре дојде ви посакувам и денеска во Фактор здравје, а радоста е уште поголема бидејќи денеска ќе зборуваме за Плодност од Битола, болницата која што е референтна веќе не само во наши и во балкански рамки, туку и на глобално ниво, и секогаш кога има нешто ново, први кои што дознавате или каде што ги дознавате новините се токму тука во Фактор здравје. Така ќе биде денеска во однос на темата што ви ја нудиме, а е насловена ултразвук во бременост или примена на ултразвук како дијагностичка процедура во текот на бременоста. Сите овие факти денеска ќе ни ги објасни гостинката која што доаѓа од болницата Плодност од Битола, доктор Кристинка Пајаковска, која што е специјалист гинеколог акушер. Добар ден и добро дојдовте денеска од Битола. Како сте, како патувавте? Одлично патувавме, малку топло времето. Ви донесовте сонце од Битола. Да, и топлина. Добар ден и поздрав за сите гледачи на Фактор здравје. Ви благодарам во име на нашите гледачи и ваши предсегледачи кои што дел од нив сигурно поминале низ вашата болница или ќе бидат ваши пациенти или клиенти, би рекол сепак вие работите со благородна работа, носите на свет нови бебиња и новороденчиња и токму денеска ќе ги представиме новините кои што се актуелни во Плодност од Битола поврзани со темата, но пред да го представиме новиот ултразвучен апарат и можностите кои што ги нуди и кои што ви овозможува дополнително Плодност од Битола да е референтна институција, да објасниме мал историјат или што представува ултразвукот во бременоста и од кога се применува. Ултразвукот представува дијагностичка техника во која со помош на слики кои што се добиваат со ултразвучни бранови, можеме да си ја представиме внатрешноста на човечкото тело, неговите органи, со односот на органите, да ги мериме органите, да ги споредуваме, а во нашиот случај кога се зборува за акушерски ултразвучен преглед, тогаш го следиме растот и развојот на бебето во матката на мајката од почетокот на зачнувањето па се до раѓањето. Ултразвучниот апарат работи со ултразвук, тоа представува ултразвучни бранови со висока фреквенција, со фреквенција над 20 килохерци, која што не е чујна за во наш домен, значи ние не можеме да ги слушнеме тие високи ултразвучни бранови, може да ги слушнат некои животни, може да ги слушни кучето, лилјаците, делфините, меѓутоа човечкото уво не ја слуша таа фреквенција над 20 килохерци. Ултразвучниот апарат покрај другите делови ја има сондата која што го произведува ултразвучниот бран, кој што преку стомакот на мајката продира во внатрешноста на матката до бебето и одбиените бранови од самите органи, од ткивата на бебето ги добиваме како слика на екранот на ултразвучниот апарат. Ги добиваме како слика со различна густина, со различно засенчување, во зависност од какво ткиво се одбиваат ултразвучните бранови. Доколку се одбие од густо ткиво, како што е од коската, тогаш коската
ја гледаме како една бела линија, како една бела црта, затоа што има многу голема густина. За разлика од ткивото кое што е со мала густина, како што е на пример плодовата вода, како што е на пример мочниот меур или коморите во мозокот на бебето или желудникот, тогаш ја добиваме како црна површина затоа што има многу мала густина. Почетоците на ултразвукот се некаде од 1958 година. Јан Доналд прв ги направил првите ултразвучни слики, за да првиот ултразвучен апарат за комерцијална употреба биде создаден во 1963 година. Новите технологии, понатаму и развојот на ултразвучните апарати го доведуваат 3D-то во 1987 година, а најновите техники на HD Live технологијата датираат од 2011 година. За тие новини ќе се навратиме малку подолу во разговорот или подоцна, кога зборуваме за ултразвукот или примената на ултразвучната апаратура во однос на бременост или акушерството, како што рековте во текот на следењето на бременоста и на фетусот во матката кај мајката, што е она што е индикативно или кога всушност се започнува во тие 40 гестацијски недели да се прават ултразвучни прегледи и колку ултразвучни прегледи најмалку се потребни? Ултразвучните прегледи кои ги правиме во текот на бременоста може да се прават на два начини. Значи, на почетокот на бременоста најчесто прегледуваме со вагинален ултразвук, односно тоа е сонда која што ја ставаме во вагината и сме многу блиску до малата карлица, до органите на малата карлица и многу блиску до матката, така да многу појасно можеме да ја видиме почетокот на бременоста. За да подоцна ултразвучните прегледи ги правиме преку стомакот на матката, преку стомакот на мајката, односно така наречен абдоминален ултразвук. Ниту едниот, ниту другиот не е болен како процедура, како дијагностичка постапка, значи тој е неинвазивен. Можеби вагиналниот ултразвучен преглед е малку понепријатен за пациентката, меѓутоа во никој случај ниту едниот, ниту другиот не е штетен ниту за мајката, ниту за плодот. Бесштетни ефекти не само на плодот, правени се анализи за последните 30 години кои што покажуваат дека нема никакви последици во однос на плодот на самото раѓање, значи неговите витални параметри, апгар скорот на самото раѓање, меѓутоа и подоцнежните испитувања на моторниот и психичкиот развој на децата покажуваат дека воопшто ултразвучните прегледи немаат никакви последици во однос на здравјето на плодот и мајката. Можеби има некои физички последици на мало затоплување или вибрации кои што се пренесуваат на стомакот на мајката, меѓутоа тие немаат далекосежно значење. Рековте дека ултразвучните прегледи на почетокот на бременоста се прават вагинално, а абдоминално или преку стомакот се прават во текот на бременоста. Кога всушност се почнува, има ли според прописите и оние препораки кои што ги следите или guidelines, стручно кажано, кога треба првиот ултразвучен преглед да се направи и како во текот на 40 гестацијски недели тие прогредираат, односно со кој интензитет продолжуваат? Значи, ултразвучните прегледи кај нас и ултразвучните прегледи во високо развиените земји како што се Америка, како што е Австралија, Англија, сосема се разликуваат. Таму ултразвучните прегледи се сведени на 3 до 4 во текот на целата бременост. Најзначаен им е прегледот во 12-та гестацијска недела за структурни и генетски аномалии за Даун синдром. Потоа е важен прегледот во 20-та гестацијска недела, кога се гледа морфолошката структура на бебето и неговите органи, и последниот преглед во 32-33-та гестацијска недела, кога се следи растот и развојот на бебето, неговата позиција, спремноста за раѓање и така натаму. Во нашата земја, секој преглед кој што го прави бремената жена обавезно е проследен со ултразвук. Значи не поминал ниту еден преглед, јас мислам дека и моите колеги ќе се слушат, значи не поминал ниту еден преглед да дојди пациентката без да направиме ултразвук. Првиот ултразвук почнува уште по самиот исостанок на менструацијата, значи некаде 5-та, 6-та гестацијска недела, кога гледаме во 6-та гестацијска недела и срцевата акција, значи првата срцева акција, а после тоа скоро секој месец ги правиме ултразвучните прегледи. Најмалку еднаш месечно, значи се продолжува. Да, најмалку еднаш месечно. Должината на еден ултразвучен преглед зависи од
тоа кој ултразвучен преглед го правиме, оние што ни се важни во 12-та гестацијска недела, реков за генетски аномалии, и ултразвучниот преглед кој што го правиме во 20-та гестацијска недела за морфолошки скрининг, одземаат малку повеќе време и бараат малку повеќе внимание и можеби да траат од 20 до 30 минути. Меѓутоа, другите ултразвучни прегледи се доволни 10 до 15 минути за да ги добиеме податоците кои што ни се потребни за таа недела за тој ултразвучен преглед. Во секој случај, треба да се почитуваат така наречените принципи на Алара, односно со најмалку можен временска изложеност на бремената жена на ултразвук, да добиеме најголем број на податоци кои што ни се доволни за да кажеме дека добро го направивме тој ултразвучен преглед. Ја за момент овде би сакал уште еднаш да потсетам дека кога зборуваме за болницата Плодност од Битола, потсетување на начините како можете да комуницирате и да бидете во контакт со нив, првиот и директен контакт ви го овозможува телефонскиот број 047 208 880, нивната страница на глобалната мрежа www.plodnost.com.mk или директно во нивните простории, а доколку сакате денеска вие да комуницирате со нас, повелете јавете се на 6091924 и 6091925 и поставете прашање до доктор Кристинка Пајаковска, која што е специјалист гинеколог акушер и воедно денеска зборува во името на приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција Плодност од Битола. Кога зборуваме за ултразвукот во бременоста како дијагностичка процедура и начин на следење на гестацијските недели и бременоста, пред да ги кажеме и да се осврнеме подетално на 12-тата, 20-тата и 32-та гестацијска недела, кажете ми доколку може да се изложува жената на еден ултразвучен преглед во смисла на времетраење. Рековте за најмалку време треба најмногу да се дадат информации или добијат. Значи треба да се почитуваат тие принципи. Најмала можна експозиција на ултразвучен преглед, а да добиеме најмногу податоци кои што ни се доволни за тој ултразвучен преглед. Реков, важните прегледи кои што сте во 12-та и во 20-та гестацијска недела може да траат и до 30 минути. Да, овие се пократки останатите. Кога се прави еден ултразвучен преглед, потребна ли е посебна некоја подготовка или од ваша страна како гинеколог акушер, дали почнувате од главата, од нозете, екстремитетите, кој дел од телото или сепак тоа индивидуално кај секоја родилка? Значи, самите пациентки треба да се подготват, ако се работи за вагинален ултразвучен преглед, обично треба да биде празна мокрачната бешика, затоа што да не го осеќаат, да не го чувствуваат притисокот на сондата врз мокачниот мејор или мокрачната бешика, а додека ако се работи за абдоминален ултразвук, тогаш немаме никакви подготовки од страна на пациентката. Пациентката се легнува на креветот, само се воспоставува контакт гел, се става гел за да имаме контакт помеѓу сондата и стомакот на мајката и пред неја се го гледа целокупниот преглед. Доколку позицијата на плодот овозможува, тогаш најчесто одиме по редослед од глава, преку мозочни структури, преку лице, очи, нос, усни, тврдо, меко и тврдо непце, да се гледаат па надолу врат, граден кош, раце, стомак, желудник, бешика, бубрези, горни и долни екстремитети, количество на околуплодова вода гледаме обавезно, гледаме позиција, поставеност на постелката, зрелост на постелката, големина на постелката. И на крајот завршуваме со преглед на мерење на должината на грлото на матката и тоа во подоцнежната бременност пак го правиме со вагинален ултразвук, затоа што е многу важна должината на грлото на матката како предиктор, како предскажувач на можност за предвремено раѓање. Значи обавезно прегледот го завршуваме со еден вагинален преглед и мерење на должината на грлото на матката. Бидејќи ултразвукот е уред кој што ви овозможува и соработувате вие со него и тој со вас како специјалист, многу често се случува, сигурно имате случаи кога одредено бебе да е понапредно од гестацијската недела или да назадува. Што во такви случаи? Кое е важно мислењето, дали на апаратот или вашето стручно? Самиот ултразвучен апарат, најновите и сега што ги имаме најновите ултразвучни апарати имаат даваат можност за полуавтоматска биометрија. Односно доколку правилно му ја покажеме, му ја дадеме пресек на сликата и на објектот кој што сакаме да го мериме, например сакаме да ја мериме главата или сакаме да ја мериме бутната коска, тогаш самиот ултразвучен апарат автоматски ги поставува калиперите, ги поставува точките на крајот например од бутната коска и ни дава за која гестацијска недела одговара таа бутна коска. Од кога ќе ги направиме сите мерки, добиваме извештај во диаграми кој што покажува каде е
мерката во однос на гестацијската недела. Значи, дали одговара на гестацијската недела, дали е поголема или помала од гестацијската недела. Да. Имаме две помошни линии на диаграмот, да ги речам две помошни линии, кои што покажуваат максимум, каде што е дозволена да биде, например, поголема мерката и минимум дозволената мерка. И во тие рамки, тоа се 2 недели да биде поголем плодот или 2 недели да биде помал, и во тие рамки да се движат мерките на мерките на бебето. Затоа што секој бебе, секој плод, значи си има различен генетски потенцијал. Некој ќе биде мало, некој ќе биде поголемо, меѓутоа во рамките на дозволените мерки. Но да објасниме дека сигурно ако некој бебе е напредно, но со 2 недели пред тие кривини што велите или тој диаграм, тоа не значи дека е зрело за да се породи порано. Не. Терминот за породување го детерминираме или по последната менструација или по првите прегледи, ако има нередовни менструации, тогаш терминот е по првите прегледи кои што се направени по должината на плодот во првите недели, дали тоа е 7, 8 до 12 гестацијска недела, и тогаш го коригираме терминот за раѓање. Никако, значи терминот за раѓање не го одредуваме според големината на плодот во подоцнежните гестацијски недели. И во овој прв дел од разговорот уште едно прашање, кога ја споменуваме 12-тата недела или 12-тата гестацијска недела, една од круцијалните или многу важни кога се прави тој прв важен ултразвучен преглед, што со него како резултат добивате? Ги споменавме хромозомските хромозомски аномалии, генетски, или генетски одстапувања кои што можат да бидат предиктори или претскажуваат за Даун синдромот, но што друго откривате? Зошто е толку важна оваа гестацијска недела? 12-та гестацијска недела го гледаме плодот и структурно, односно морфолошки, да ни е комплетен. Значи, комплетно да видиме дека постојат 2 рачиња, дека постојат 2 наоѓања, дека плодот има желудник, има мокрачна бешика, има бубрези, главата е добро оформена, очите се на свое место, има присуство на носна коска, рбетниот столб му е целосен, предниот стомачен зид му е целосен, излегувањето на папокот од предниот стомачен зид е целосно. Значи, тоа е анатомија, тоа е структура, морфологија на самиот плод. Меѓутоа, од друга страна, гледаме и други ултразвучни параметри, како што е присуството или отсуството на носната коска, протокот низ дуктус венозус, трикуспитална регургитација, значи неважно за пациентите, меѓутоа сепак за нас важни податоци, кои што сите заедно со возраста на мајката, незиното акушерско минато, незината моментална состојба на body mass index, значи колку е таа тешка, колку е висока, дали е пушач или не е пушач, како ја остварила бременоста, дали спонтано станала бремена или IVF оплодување, потоа дали имала висок крвен притисок, шеќерна болест и други параметри, ги обработуваме во софтвер кој што ни дава математички пресметен ризик за тоа бебе да има анеуплоидија, односно во овој случај дали има можност бебето да има Даун синдром. Значи 100% преку ултразвучниот преглед не можеме да сме сигурни дека бебето нема Даун синдром. Ке речеме дека бебето има низок ризик за Даун синдром, дали тој ќе биде 1 према 5000 или ќе биде 1 према 20.000, 1 према 17.000, тоа е низок ризик за Даун синдром. И статистички податок, математички пресметен податок, или ќе речеме бебето има висок ризик за Даун синдром, например, испадна пресметката дека 1 према 55. И тогаш тогаш треба 100% да докажеме дали бебето има или нема Даун синдром. Како тоа ќе го направиме? Тоа можеме да го направиме со инвазивна диагностика, значи преку амниоцентеза и земање на плодова вода и одредување на ДНК точно на плодот, или новите неинвазивни диагностички методи, кога преку крвта на мајката земаме клетки од самиот плод, значи во крвта на мајката циркулираат клетки од плодот и одредуваме нивната ДНК, така наречените нифти тестови. Многу податоци ни кажавте, но уште толку има во продолжение во Фактор здравје. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот, а по вториот блок реклами ви очекуваме и вас, оние кои што не следите и ова попладне, да бидете дел од Фактор здравје преку вашите совети, доколку ги имате некои да ги споделите, лични искуства или можеби прашања.
За сите ваши прашања во однос на гинекологијата и екушерството и она што болницата Плодност од Битола го работи, можете да се јавите, да закажете термини, да се советувате секојдневно на 047 208 880 или да пишете на нивната страница на глобалната мрежа www.plodnost.com.mk. Со болницата Плодност од Битола денеска повторно соработуваме во темата што ви ја нудиме, а е насловена Ултразвук во бременост, тема која што денеска ви ја доближуваме преку гостувањето на доктор Кристинка Пајаковска, специјалист гинеколог акушер. Повелете, јавете се, ги имате телефонските броеви на вашите екрани и поставете прашање во продолжение на Фактор здравје. Многу често, доктор Пајаковска, сигурно меѓу вашите пациенти, јас сум слушал конкретно луѓе кои што зборуваат направив 2D ехо, 3D, 4, што тоа значи? Дали тоа значи прогресија или унапредување на ултразвучниот апарат и она што е круцијално и ново во Плодност Битола, новиот ултразвучен апарат да го представите? Сакам да објаснам за сите пациенти што значи 2D слика, што значи 3D слика, што значи 4D слика и најновата технологија HD Life слика, односно што некои ја нарекуваат 5D технологија, која што како таква не постои. Тоа представува стручно HD Life технологија на снимање и прекажување на плодот во бременоста. 2D сликата е слика која што ја добиваме црно-бела слика, она стандардна слика во две димензии, рамна слика. Објаснав што значат црните, што значат белите точки или засенчувања кои што ја добиваме на сликата и истовремено преку таа 2D слика го гледаме целиот плод, меѓутоа ги гледаме и движењата, меѓутоа пак ќе речам дводимензионално. Движењата на плодот, меѓутоа само во две димензии. 2D сликата сепак, се уште и мислам дека и понатаму, ќе биде златен стандард за ултразвучната диагностика во бременоста. Не можеш да направиш 3D слика и 4D слика ако немаш добра и јасна 2D слика. Значи, почетокот на понатаму на развојот на ултразвучните можности почнува од 2D сликата. Значи тоа е ова црно-бела слика на која што го гледаме плодот, гледаме носот, устата, брадата, челото, го гледаме во моментот желудникот, го гледаме срцето и кога јас работам ултразвук, моите пациенти сакаат и ние сите во Плодност сакаат да им објаснувам што гледам. Тоа што го гледам јас, што е желудник, што е црн дроб, на пример. Јас тоа што го гледам на ултразвучниот апарат, тие го гледаат на голем монитор и со покажување со стрелки, со калипери им објаснувам точно што значи кои делови од телото што гледам во моментот. Ова е веќе нешто друго. Ова е 3D слика или тридимензионална слика или така да речена волуминозна слика. Слика која ултразвучниот апарат, односно сондата на ултразвучниот апарат, праќа ултразвучни бранови од различни агли, така да во еден ист момент добиваме повеќе слики кои што брзо се редат една до друга, невидливо е тоа за нашето око и на крајот ја добиваме сликата компјутерски како волумен. Значи формата, изгледот, обликот, сите три димензии на нештото што го гледаме, во нашиот случај тоа е бебето. Значи, тоа се јасни слики кои се гледат на екранот, и морфолошки, јасни слики. Еве, ова е 3D слика, статичка слика, значи, кога го гледаме пак носот, ја гледаме раката, бројот на прстите на раката, устните, очите и на ова слика се гледа и папчаникот кој што е околу вратот на бебето. Ова е новата технологија, HD Life технологија, кога добиваме анатомски реалистична слика за како изгледа плодот во утробата на матката. Значи, гледате дека бојата е некако розево-црвеникава и многу пореално се гледаат површините, гледате дури се гледаат очните капаци, бојата на кожата и очните капаци се гледаат, горниот и долниот очен капак, се гледа убаво површината и структурата на самиот плод. Разликата на 4D технологијата и ова најнова технологија која што HD Life, која што ни ја донесе Voluson со новите апарати, е можноста за да го осветлиме плодот од страната која што нас ни одговара. Значи, можеме со помош од која ќе добиеме 3D или 4D сликата, со помош на светло да го фокусираме светлото на страната за да можеме точно убаво да ја видиме површината, анатомијата на плодот.
Како со блиц на некој начин народски, дали може така да го споредиме, да го доближиме? Како блиц, меѓутоа блиц кој што е флексибилен, кој што можеме да го менуваме. Не е во еден момент, него можеме да го ротираме преку целата површина на плодот и да добиеме место каде што најубаво ќе ни се гледа плодот. Ако сме во можност во моментот, значи кога гледаме HD Live, да направиме фетоскопија, да влеземе со фетоскоп, со камера во стомакот на мајката, тогаш истата слика ќе ја видиме како што ја гледаме и на со HD Live технологијата, ултразвучната слика. Сакате и ова нешто да прокоментирате? Сакам да прокоментирам. Повелете. Ова е 3D слика, така наречен рентген начин или рентген мод, кога можеме да го гледаме рбетот, еве убаво се гледа рбетот заедно со ребрата, па се гледаат двете надлактици, се гледа скапулата. Значи, кога ќе направиме 3D слика, имаме можност за различно рендерирање или прикажување на различни, еве и ова е тоа, на различни можности за искористување на 3D сликата. Ова е мулти или повеќе рамнинска слика, кога плодот можеме да го прикажеме во сите три рамнини, а ова е томографски имиджинг или можност за компјутерска томографија на плодот. Значи гледате една иста слика на одредени растојанија на 2, 4, 6 мм, колку сакаме пресици ќе направиме и ќе ги видиме промената точно на кое место е во самиот плод. Уште еднаш би сакал, доколку имате интерес, повелете на 6091924 и 6091925, поставете прашања во однос на темата која што е веќе напишана на вашите мали екрани, а она што сакам да нагласам уште еднаш, повик до сите јавни и приватни здравствени установи од Република Македонија, дека со нас во Фактор здравје можете да комуницирате на 323 6601. Многу совети исто така за вашето здравје во однос на нашето мото. Мислете на себе, ви нудиме на www.ih.mk. Доктор Пајаковска, кога го споменавте ова ново ултразвучно помагало или новиот ултразвучен апарат кој што е наречен HD Live, што освен она што како можност ви нуди, можете структурно или морфолошки дополнително да видите, што досега можеби не беше евидентно со 2D, 3D, односно 4D ултразвукот. Значи, уште еднаш ќе напоменам дека 2D представува златен стандард на ултразвучните прегледи. Од него почнува се. Од него почнува се и сликите за понатаму за 3D, 4D и HD Live можноста за добивање на слики. Меѓутоа, можноста на овие 3D и 4D HD Live техники ни даваат први можност да поблиску го запознаеме пациентот, односно пациентката и нејзиното семејство со изгледот на плодот уште пред да тој биде породен плодот. Значи, поставуваме една поголема емоционална поврзаност на родителите со неродениот плод и тие повеќе се грижат, мислам дека повеќе се грижат за бременоста, повеќе се радуваат на бременоста, идат заеднички на прегледи и таткото и другите членови од семејството, затоа што добиваат слика како изгледа нивниот плод. Од друга страна, доколку плодот има некоја аномалија која што можеме да им ја прокажеме на родителите со таја 3D, 4D или пак HD Live технологија, например доколку има расцеп на горната усна, тогаш можеме да им покажеме на родителите дека тоа е само еден дека таа е само структурна аномалија, значи дека тоа е еден расцеп кој што може лесно да се згрижи после мраѓањето, дека ќе нема никакви функционални последици по самиот плод и тие полесно можат да ја разберат аномалијата и да се одлучат дали сакат да ја прекинат бременоста или не, наше е да им прикажеме што се случува, фактите со самиот плод. Другата придобивка, може да го слушнеме јавувањето, се извинувам, ќе се вратиме за придобивките од HD Live ултразвучниот апарат. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, господје, со прашање. Тука една пациентка, малку не е баш со темата. Значи, јас сум правена колонизација, имав ЦИН-3 и сега сум во 32-та недела од бременоста и имам направено цирклаж, подврзување. Сакав да ја прашам докторката кога се отстранува тоа. Дали во доволно за да одговорите? Да. Ви благодарам многу и со лесно да поминете, така обично викаат, нели? Со лес да биде раѓањето. По битолски ова. По битолски, да, со лес да биде раѓањето.
Серклажот ние го отстрануваме доколку нема проблеми претходно, да имаме инфекции или да имаме раѓање или да имаме карварење, го отстрануваме кога планираме да го завршиме раѓањето или кога ќе се појават првите болки и тогаш го отстрануваме серклажот, или ако планираме царски рез, ако е планиран царски рез, тогаш пред самата интервенција да се направи пред царскиот рез, го отстрануваме серклажот. Тоа е елективно, сигурно се прави. Ако е елективен царскиот рез, значи ако е закажен. Ако не, тогаш кога ја планираме завршувањето на бременоста или со првите болки кои што се појавуваат, тогаш треба да се извади серклажот. И да се вратиме на уште една придобивка што сакавте да ја споменете односно ХДЛ. Најважната придобивка на сите овие техники, на сите овие можности на ултразвучните апарати е што многу попрецизно, многу побрзо и појасно можеме да ја добиеме сликата која што сакаме да ја добиеме, можеме да го лоцираме точно и прецизно промената, проблемот кој што мислиме дека го има плодот. И уште нешто што е многу важно, можеме сето тоа да го работиме после ултразвучниот преглед. Значи ние ќе направиме сликата, ќе ја меморираме сликата, нема да ја задржуваме пациентката понатаму и кога ќе завршат нашите прегледи, се враќаме кај ултразвучните апарати, повторно можеме да ги обработуваме сликите, да ги разгледуваме тимски, достапни се, да ги разгледуваме, да правиме пресици кои што нас ни одговараат, во линии кои што мислиме дека треба да се повлечат, како да се видат, во кој пресек да се види и можност за истите податоци кои што ги имаме, истите слики, да ги транспортираме до други центри, во странство, на мејл, за да можеме да направиме комуникација, да добиеме одговор за нешто што ни е нејасно. Кажавте, ако има некоја промена или нешто што треба да се коментира, може понатаму после ултразвучниот преглед да се прави, но ме интересира после еден успешен или кога податоците се позитивни во однос на бременоста и се е во ред со таа пациентка и тој фетус, односно тоа бебе, дали тоа значи дека конечно тие се добри, нема понатаму потреба од други прегледи или скрининци? Кога го правиме вториот обично ултразвучен преглед, тој што е ултразвучен преглед во 20-та гестацијска недела, им кажуваме на пациентите со колкав процент можност имаме да ги откриеме одредени аномалии. Значи, одредени аномалии можеме 100% да ги откриеме. Меѓутоа, на пример, аутизам 0% на можност на откривање со ултразвучен преглед. Или спина бифида, расцеп кој што е на рбетниот столб, можеме да го утврдиме со 70%. Тоа зависи каде е лоцирана спина бифидата, колкава е големината, дали е препокриена со кожа или не е препокриена со кожа, дали добро се гледа поставеноста на плодот, дебелината на мајката, позицијата на плодот, позицијата на постелката, количеството на околуплодова вода. Значи никогаш не можеме 100% да сме сигурни. Ќе кажеме да, во моментот тоа што го гледаме е добро, штиклираме одредени податоци дека сме ги виделе, се подпишуваме на ултразвучниот преглед, меѓутоа таа е моментална состојба, моментален преглед на ултразвучен преглед. Некои аномалии дури може и покасно да ги видиме, покасно да се развијат или некои други пореметувања. Така да во моментот на прегледот велиме дека е добар ултразвучниот преглед и дека бременоста продолжува и понатаму. Новите ултразвучни апарати во плодност ги набавуваме скоро секоја година и сакаме да сме во тек со технологијата, развојот на науката и технологијата, меѓутоа не е само да го имаш ултразвучниот апарат, значи треба да знаеш да го работиш ултразвучниот апарат, треба да знаеш да можеш да го искористиш ултразвучниот апарат и затоа постојано ги следиме сите курсеви, сите конгреси и обуки кои што се во врска со ултразвучните прегледи и ултразвучните апарати, како би можеле да извлечеме максимум од ултразвучните апарати. И само на крај да констатираме уште една работа во однос на ултразвукот, дека тој како дијагностичка процедура се користи и во инвазивните методи на дијагностичка процедура. Значи, кога работиме, не можеме да направиме една хорион биопсија или да направиме една амниоцентеза без ултразвук. Значи, со помош на ултразвукот лоцираме каде треба да боцниме со иглата, каде е постелката, каде има или нема крвни садови, за да можеме да добиеме чиста плодова вода или пак хорионски рез. А ние со вас денес добивме многу информации, она што јас првенствено ќе го однесам од оваа емисија е она што го рековте. Белата боја означува кога има некоја структура погуста, коски, а црното беше кога е нешто поретко, односно со помала густина. Ви благодарам многу, ова е само дел од тоа што научив и до некоја следна прилика, секое добро.
Имаме уште многу да кажуваме, се надевам дека во некоја друга емисија ќе продолжиме со истата тема. Ви благодарам за сите овие информации, убавиот изглед и позитивната атмосфера што ни ја донесовте од Битола. Поздрав до колегите во Плодност од Битола, а потсетување дека 047-208-880 е контакт телефонот кој што директно ви овозможува да се јавите во болницата Плодност од Битола. Ве поздравувам и ви благодарам што и денеска бевте во наше друштво. Поздрав до утре.